И продолжуваме ние со утринската на Сител телевизија и време е за првиот разговор овдека во студиото. Овој викенд, во недела поточно на 31 март, влегуваме во периодот на летното сметање на времето со поместување на стрелките на часовникот за 1 час нанапред настанува промена која може да значи влијание на нашиот биолошки ритам и општо на здравствената состојба. За да разговараме за ова важна тема и промена и незините ефекти врз нашето пред се испиење и општа здравствена состојба, имаме чест да ви ја представиме нашата гостинка овдека во студиото. Таа е Сања Ѓорѓева, експерт и сертифициран тренер за спиење. Сања ќе ни помогне да го истражиме влијанието на промената на времето врз нашиот сон, како и практични совети за адаптирање на нашиот биолошки ритам на новите услови. Сања, добро утро и благодарност до тебе што ја прифати поканата и што во утро ќе зборуваме на оваа тема овдека во СК Македонија. Добро утро и ви благодарам и на вас многу на поканата. Споменав 31-ви, тоа е поточно сабота во преминот кон недела во 2 часот пополнок. Стрелките на часовникот ќе треба да ги смениме на 1 час понапред. На самиот почеток би посакал да поразговараме околу влијанието на промената. Како промената на времето, особено нели поместување на сказалките на часовникот, влијае врз сонот на луѓето, иако еве и пред малку зборувавме, навидум 1 час можеби и не делува многу во една временска рамка, имајќи предвид дека некогаш може да останеме и пред телевизорот малку подолго пред мобилниот телефон, но дали е навистина така? Колку влијае промената на времето врз сонот и генерално врз биоритмот? Така, како што напоменавте, навидум делува дека 1 час не влијае многу, меѓутоа промената на времето и така влијае врз целото функционирање наше, врз целото тело. Тој 1 час едноставно влијае премногу, затоа што нашиот биолошки ритам, нашиот биолошки часовник се изместува. И ние може да го навиеме алармот за да станеме порано или така натаму, меѓутоа нашето тело му треба подолго време за да се разбуди и да почне да функционира. Оваа промена на времето, колку и луѓето повеќе да ја сакаат, поради тоа што нели сега доаѓа пролет, лето, подолг е денот, се чувствуваме дека е подолг денот, во всушност денот е тој. Меѓутоа, колку и луѓето да ја сакаат, повеќе всушност е поштетна, затоа што ние сега во оваа промена живееме во, како да кажам, лажна временска зона, која што не е природна за човековото тело. Така што, ако веќе зборуваме за промените, најдобро е да се остане стандардното сметање на времето, тоа што е сега, затоа што во ова време, сега што доаѓа во пролетното, ние сме помалку изложени на дневна светлина во текот на утрото, што уствари би требало да бидеме повеќе изложени за да почне да се буди телото, да почне да се сите функции во телото да се започнуваат, а навечер да бидеме изложени на што е можно помалку светлина, за да може исто телото да му се даде знак дека е време за стишување на енергијата и време за спиење. Сега, за време на пролета тоа е обратно. Навечер имаме многу повеќе светлина, што ни го пролонгира времето за заспивање, а наутро сепак ни остануваат обврските исти и мораме да станеме дали ќе биде во 5, во 6 или во 7, што значи дека ние го кратиме сонот за време на пролета и летото. Споменавте дека секој човек има свој така наречен внатрешен часовник, а кога е нарушен потребно му е и одредено, предпоставувам, време за да се врати во таа претходна состојба. Како биолошкиот часовник реагира на промената на времето? Така, за да го објаснам ова подобро, јас би спомнала дека ние се раководиме според 3 различни часовници. Едниот е часовникот на сонцето, кој што нели зависи од тоа со изгревање и изоѓање и го пратиме по движењето на сонцето. Кога ќе е највисоко сонцето, тоа значи дека е средина на денот. Другиот е часовникот нашиот биолошкиот, кој што е во тесна корелација со часовникот на сонцето и фактички биолошкиот часовник му помага на телото да ги направи сите функции и буквално на сите органи во телото. Кога е време да бидат поактивни, кога е време да бидат постишени, значи на тој начин на нас ни се приспива и знаеме кога треба да заспиеме или не. И третиот часовник е тој социјален часовник, кој што всушност е оно што го гледаме на раката или на саатот, значи во општеството каде што живееме. Кога биолошкиот часовник е различен од часовникот на сонцето и како се чувствува врз човекот. Најприродно и идеално би било кога трите часовници би биле
еднакви исти. Тоа се случува за време на стандардното сметање, за време на стандардното сметање, зимското сметање на времето. За време на пролетното, ние го поместуваме нашиот биолошки часовник 1 час понапред, што е 1 час не личи многу, меѓутоа и како има влијание врз човекот. Затоа што циркадниот биолошкиот часовник е тој што го контролира циркадниот ритм во нашето тело. Тој што ни кажува кога е време за јадење, за спиење и други биолошки функции. Циркадниот ритм директно влијае врз келиите, мускулите и сите органи. Така што многу често се занемарува влијанието на циркадниот ритм, бидејќи тој го подобрува не само сонот и не само здравието на срцето или на одредени органи, туку целокупното здравје на човекот. Дали промената на сметањето на времето може да предизвика, например, стрес кај некои луѓе? Нели, промената на сказалките на часовникот на некој начин може да влијат и влијаат на биолошкиот ритм, што е природниот биолошки циклус на телото, што она ни се случува контра сонот, будењето и другите останати физиолошки услови. Може. Затоа што прво ние ќе изгубиме минимум 40 минути сон, губиме во недела и неделата после тоа. Повеќето луѓе може да се навикнат на таа промена во рок од една недела, меѓутоа кај одредени луѓе кои имаат несоница, нарколепсија или било кој друг проблем со спиење, може да целиот тој ефект може да трае многу подолго. Така што влијае на расположението, влијае на зголемување на депресија, влијае на концентрација. Има истражувања кои покажуваат дека во првата недела од промената на посебно на воведување на летно сметање на времето, бројот на сообраќајни несреќи во утринските часови и навечер е многу поголем, затоа што ние страдаме од недостаток на сон. Ние и онака сме нација која страда од недостаток на сон, а ова дополнително ја влошува целата таа состојба, така што влијае буквално на целокупното на концентрација, зголемување на депресија. Дури има истражувања кои покажуваат дека самоубиствени мисли се зголемуваат повеќе, повеќе луѓе се примани во болница и така натаму. Споменавте нели околу и летното и зимското време на сметање или промената како влијае врз човечкиот и биолошкиот организам, оно што можам да го заклучиме дека потешко ни паѓа оваа летна промена на времето отколку онаа која што имаме во месец октомври? Да, потешко ни паѓа затоа што губиме време од спиење и не само што губиме часови на спиење, туку и навечер сме изложени на повеќе дневна светлина, а тоа дополнително ни отежнува да заспиеме или откако ќе заспиеме да имаме понеравномерен, така да на еден начин цело време е нарушено спиењето. Дури има истражувања што покажуваат дека за време на целите овие месеци додека трае летното сметање на времето, циркадниот ритм на човекот во ниту еден момент не се навикнува целосно. Ние знаеме како луѓе, нели ќе се навикнеме и джетлек кога ќе имаме, па ќе се навикнеме после некое време, но организмот на човекот, циркадниот ритм никогаш не е целосно навикнат. Сега Сања, како може да се адаптираме на промената времето и да го подобриме практично овој сон? Со оглед на тоа дека 2 дена ни преостануваат до промената на часовникот, на сказалките на часовникот, ќе имаме ли време да се навикнеме, ако оно што вие експертите за спиење го велите, па треба во периодот пред да се случи ова по 15 на минути да го поместуваме часовникот на легнување во кревете. Сега навистина курс периодот можеби требаше ова да го направиме на почетокот на неделата, но ајде, што можеме во овие 2 дена да превземеме? Така е, најдобро би било, например, недела дена порано, но овие 2 дена е многу важно да гледат колку што е можно да мируваат и колку што е можно повеќе да се наспијат овие 2 дена, за тој сон да ги држи во текот на следната недела додека ќе почне да се крати сон. Ако е возможно во понеделник сите обврски што ги имаат, па дури и на работа, да ги намалат во смисла на да ги повеќе обврските да ги префрлат од вторник, среда или во текот на втората половина од неделата, закажување на важни состаноци, правење на важни одлуки да биде во втората половина од неделата, кога веќе колку толку ќе почнеме да се навикнуваме на промената, на почетокот да биде колку што е можно посмирени со помалку обврски околу нив, кога ќе се разбудат наутро, затоа што веднаш ние ќе изгубиме еден сон, ќе треба порано да се разбудиме, веднаш да се изложат на дневна светлина. Ако е идеално би било дали на тераса, дали во двор да се изложат буквално директно на дневна светлина, доколку не е возможно тоа до прозор барем 15 на 20 минути, затоа што дневната светлина е директен и најклучна во регулирање на целиот циркаден ритм. Колку повеќе сме изложени на дневна светлина во текот на денот,
толку побрзо се регулира циркадниот ритам и ќе ни се врати спиењето во некоја нормала. Така што овие неколку дена тоа би било најдобро да се наспијат овие неколку вечери, тоест една-две вечери колку ни остана, и недела да биде колку што е можно посмирено, да бидат на себе сами, да си простуваат на себе сами ако направат некоја грешка или и на околината околу нив. Добро, сега овие совети можеби колку што ве разбрав се однесуваат на возрастните луѓе. Дали промената на времето исто влие и на најмалите? Вашата експертиза се новороденчињата и бебињата, дали тие ја чувствуваат промената на времето, имајќи го предвид дека ни укажавте на тоа колку промената и еден час влие на нашиот биолошки ритам? Влијае кај нив многу и кај нив е многу интересно што многу повеќе се покажува кај нив отколку кај нас возрастните, тоа е затоа што ние сме свесни за целата ситуација и знаеме дали ќе легнеме порано, ќе го навиеме часовникот. Тоа се сепак бебиња и деца кои што се движат и се водат според нашите навики кои што ние сме им ги воспоставиле. Кај нив веднаш се покажува и обично во летното сметање на времето имаат многу поголема потешкотија навечер да заспијат, а многу порано се будат наутро или едноставно им е тешко или откако ќе се разбудат им е тешко, се малце покенкави и понервозни. Тоа се случува особено во првите 2 недели после промената, после зависи од карактерот на бебето, после знаат да се прилагодат и они. Меѓутоа спиењето и кај нив за време на летните месеци е понарушено. Што е со оние дечиња кои што во понеделник треба да замине со школа? Веројатно и на нив пак најтешко ќе им падне. Да, апсолутно, затоа што колку и да се трудиме да ги успиеме порано да заспијат порано, нема да можат да заспијат така порано и еден час ќе изгубат. Концентрацијата во училиштето е многу намалена, не само тој ден и во текот на целата таа недела се зголемува кавгата помеѓу нив, затоа што спиењето директно влијае на дел од мозокот кој што е одговорен за импулсивното однесување. Кога ние не сме наспани, едноставно импулсивното однесување е нарушено. Така што сето тоа влијае и на кавга помеѓу нив, на концентрација и убаво би било наставниците да се малку по толерантни во текот на следната недела. Како дополнително до и по промената на времето, кои ќе споменам други фактори влијаат на квалитетот на сонот и кои практични совети можете да ги примениме, да не ги дадете вие како совет, а нашите гледачи ние да ги примениме за да ги утврдиме сите тие фактори надвор од оваа само промена на времето. Така, значи најдобро би било секој да може да си направи според своите обврски еден идеален, да кажам, временски период на легнување и настанување. Значи, исто време легнување секоја вечер, исто време станување секоја утро, затоа што колку и да се, да кажам, за време на викенди можеме да поспиеме повеќе, убаво би било тоа време да се задржи исто ако се станува во текот на неделата во 6, истото тоа време да се практикува и за време на викендот, бидејќи на тој начин ние го учиме нашето тело и ние работиме со нашиот внатрешен часовник и циркаден ритам, на еден начин ние му го правиме часовникот да функционира телото како што би требало да функционира идеално. Во исто време да се јаде, во исто време, значи во принцип во исто време да се прават одредени функции кои што ќе му помогнат на телото да знае кога е време за спиење, кога е време за јадење, кога е време за будење. Во тој случај би биле сите најоптимални и најдобро би функционирале. Да се внимава на хигиената на спиење, во смисла температурата во собата да се запази, да не биде претопло, посебно сега како што доаѓаат потоплите денови, многу е важно да се олади собата, дали претходно да се проветри или да се пушти клима за време на спиењето или пред спиењето, да се олади, да се одржува некоја температура околу 18 од 19 степени Целзиусови, затоа што ако е претопло, тоа влијае на спиењето, не дозволува топлото да влеземе во длабока фаза на спиење, што значи дека цело време сме во некоја лесна фаза на спиење, поради што многу често се будиме или кога ќе се разбудиме наутро ќе бидеме поспани. Да се внимава исто така душек, перница, постелнина, пижами, сето тоа што се користи да биде квалитетно и соодветно, да не биде нешто што дополнително ги поти и дополнително им го отежнува спиењето. Убаво би било телефоните да се остават минимум 30 на минути, идеално би било саат време пред спиење, но минимум 30 на минути пред спиењето и наутро кога ќе се разбудиме барем 30 на минути да не ги отвараме телефоните воопшто, за да му дозволиме на мозокот и на телото да почне да функционира, па тек тогаш да го полниме со нови информации кои што ќе ги прочитаме од телефонот. Сега споменавте пред малку дека како нација малку каскаме. Предпоставувам дека останатите земји кои што имаат повисока свест во однос на тоа колку здравиот сон е добар
и потребен за квалитетен живот? Постојат некакви такви мерења? За жал, на светско ниво, последниве неколку години се покажува дека спиењето е и така нарушено. И значи имавме еден тренд од година во година каде што се повеќе и повеќе луѓе страдаат од несоница. За среќа во последните 5-6 години почна се повеќе да се крева свеста за спиењето кај луѓето и се повеќе да се инвестираат пари во истражување за спиење, во центри за спиење кои што ќе им помогнат на луѓето. На светско ниво спиењето е и така нарушено и тоа многу влијае пред се од стресот кој што го доживуваме, со кој што живееме сите од нас. Значи, порано било многу полесно да легнеме во 9-10 часот и да спијат до наутро. Немало телефони, немало толку телевизии, вести, едноставно начини од каде што ги црпиме сите информации. Ние сега во денешно време толку многу информации читаме и толку многу со информации го бомбардираме нашиот мозок, и потребни и непотребни, кои што му го отежнуваат спиењето навечер. Се повеќе ресторани, кафани, забава навечер, се повеќе причини за да го кратиме сонот, да го продолжиме на еден начин тој социјален живот кој што го имаме. Така што последните години како е нарушен сонот, ние сме нација која страда од нарушен сон. Добро, уште еднаш кај би сакал да ги повториме сите оние последици кои што можеме да ги имаме, односно да ги добиеме на здравствено ниво во однос на тоа ако немаме доволно квалитетно преспиено ноќве, немаме доволно квалитетен сон. Ако не преспиеме една или две ноќи, нема никакви последици. Може утре дента да сме по неконцентрирани, по ненаспани, па треба малце да бидеме потолерантни кон самите себе. Меѓутоа, доколку тоа трае и имаме често нерегуларен сон, тоа влија и такако прво на зголемува кардиоваскуларни болести, зголемува депресија, зголемува диабетис, намалува концентрација, зголемува депресија, како што спомнав, нарушува односи помеѓу луѓето. Едноставно, спиењето влијае буквално на секој орган во телото. Не постои орган кој што не е зависен од телото и кој што не се репарира и не се одмара за време на спиењето. Кога спиењето е нарушено, сите органи во телото може да страдаат. Кој е оптималното време кое што треба да го исполниме во часови во однос на спиењето? Колку треба да спијат малите, а колку треба возрастните да спијат? Кај помалите повеќе сон, затоа што се уште растат и се развиваат, кај нив се лачи хормонот за раст додека спијат, па кај нив ако не спијат доволно е нарушен хормонот за раст и тука и гледаме некои промени, пример покасно проодување, покасно прозборување, покасно јадење и така натаму. Они би требало да спијат измеѓу 12 и 18 часа во текот на 24 часа и тоа зависи од возраст. Сега кога се новороденчиња 18, како што растат, сето тоа се намалува. Тинеџерите, адолесцентните би требало да спијат измеѓу 10 и 11 часа навечер, што многу ретко кој од нив тоа го прави. Ние возрастните би требало 7 до 8 часа ноќен сон да имаме. Се потрудија пред година и пол Светската здравствена организација да се обидат да го скратат тој сон, правеа експеримент ако се скрати сонот на 6 часа, дали и како влијае, меѓутоа се покажа дека на долго време има влијание негативно врз човекот и сепак постои тој недостаток на сон. Така што идеално би било ние 7 до 8 часа навечер да ги одспиваме. Што е со надополнувањето? Кога некогаш нема да се наспиеме во текот на ноќта или малку часови, па знаеме и да направиме некоја попладневна дремка. Дали тоа секога ќе се собере сума сумарум и ја исполниме на квота на 8 часа или 6 часа или во зависност неве средношколците кога спијат е доволно и е добро за нашиот организам и нашето тело? Попладневна дремка е најдобро да се направи или во предпладневните часови или многу рано после попладневните часови, меѓутоа не подолго од 30 минути. Колку и да не сме спиеле во текот на ноќта, идеално е попладневната дремка да биде максимум 30 минути, затоа што се што е над 30 минути ќе го наруши сонот и следната вечер. Ако, например, ние спиеме помалку во текот на ноќта и после го надокнадиме со 1 или 2 часа во текот на денот сон, не е исто, бидејќи квалитетот на сонот не е исти со тој навечер и тој
преку ден, токму поради циркадниот ритам и нашиот биолошки часовник. Ние можеби ќе заспиеме затоа што сме уморни, но органите, организмот не реагира така како што реагира навечер додека спиеме и на еден начин не само што ќе се разбудиме, дури можеби и некогаш од попладнева на ден да се разбудиме и поуморни отколку што сме заспале, но ќе го нарушиме и сонот следната ноќ. Така што ако е изгубен сонот во претходната ноќ, обавезно да се направи дремка, но 30 на минути, а ноќта повторно ако е возможно да се воспостави тој некој ритам за да се надокнади сонот навечер, а не преку ден. Сања, ви благодарам за советите кои што ова утро ни ги дадовте. Се надевам дека ќе ни помогнат на онаа промена која што не очекува во недела. Ви посакувам успех на професионално поле и се гледаме и друг пат на други теми поврзани со спиењето, имајќи предвид колку е тоа важно за нашето општо здравје. Ви благодарам и на вас и ви благодарам што зборувате за ова и што ја дигате свеста за спиењето.